Пластични кеси? Имате пластични? Немаме кесиња. Дајте ми торба. По повеќе од една година од повторната забрана за употреба на пластични кеси, правиме анализа. Колку е целта исполнета? Законот за управување со пакување и отпад од пакување од 2013 година предвидуваше забрана на употреба на пластични кеси. Со новиот закон од 2021 година повторно се потенцира оваа забрана. Кесите требаше да бидат почеток, зашто целта е преку менување на навиките да се намали употребата на сите производи од пластика за една употреба. Статистиката покажува дека пластиката за една употреба е вториот незастапен вид на отпад во животната средина по пушоците од цигари. Дизајнирана да не може да се реупотребува, сортира и рециклира, тотално бескорисна и безвредна веднаш после првата употреба, еднократната пластика не придонесува за ништо друго, освен за енормно натрупување отпад. Но колку законската забрана на употребата на пластични кеси и на плаќањето за биоразградливи ги менува навиките кај луѓето. Пластично не пазар многу да се скапи. Во интерес на државата си печали се прави. Печалба се прави. Бизнис тоа е. Вие сте си купиле, гледам. Ова не е пластично, ова е без пари. Па да се земат пари, тие што им требат. Ништо нема забрането, бе. Овде ти е пашабузук, ме разбереш? Закони донесени, ама законите не се, никој не ги почитува. А во мојот маркет, кај што сум јас, во се почитува. Добро. Не ни даваат кеси. Целта е добра да се постигне, ама како да се реши спаначот, во што ќе ми го стави? Ако на почетокот тоа се случуваше тајно, сега на пазар, слободно, речиси на секоја втора тезга се продаваат пластични кеси. Какви кеси има на Па какви имате? Такви? Да, колку се? Поголеми од овие или долни? Не, може, какви има поголеми? Да. Ајде. Имате ги подебели, имам и потенки. Добро, подебели. Колку се подебелите? 200 денари, 120 денари. Ништо не е поразлично ниту кај угостителите. Во пластичниот прибор за една употреба се уште се гледа како најпрактична варијанта. Пластиката не се искористува. Не го искористуваме многу, гледаме поише да изфрлиме. Па немаме најдено уште. Менувањето на навиките оди тешко. Малкумина сметаат дека намалувањето на нивната употреба е за нивно добро. Тоа колку што се знам изглед нешто на база на нафта е производот од пластика. И тоа што Суровине за добивање пластика, вклучително еднократна, се нафтата и земјениот газ од кој се создава ефтин, лесен, еластичен, издржлив на влијанија, просто совршен производ. Но само доколку се занемарат фактите дека нафтата и земјениот газ се необновливи фосилни горива и се ограничени природни ресурси. Оваа пластика е штетна и по човечкото здравје. Штом се наоѓа во околината, пластичното загадување се распаѓа во микропластика преку изложување на сонце и атмосферски влијанија. Микропластиката транспортира, абсорбира и ослободува опасни хемикалии низ околината. Микропластиката се наоѓа во воздухот, морските и сладководните живеалишта, копнените екосистеми, животните, нашата храна, водата за пиење и во нашите тела. Најголемиот апсурд е што овие толку штетни производи имаат практична улога од само неколку секунди во нашиот живот. Според последните податоци од Заводот за статистика, кај нас во 2020 година се произведени 5037 тони само вреќи и кеси од пластични маси. Тоа е зголемено производство од 65% во однос на 2010 година. Не е намалено ниту производството на останатите продукти од пластика за една употреба. Сепак, користењето на пластика за една употреба е проблем од светски рамки. Годишно во светот се произведуваат околу 300 милиони тони пластика. Податоците покажуваат дека 40% од вкупното производство на пластика е само за една употреба, додека само 9% од неа е рециклирана. Но ова се 10 земји во светот кои презедоа драстични мерки за да ги сменат навиките и да престанат да користат пластика за една употреба. ЕУ забрани 10 производи од пластика за една употреба. Според Европската стратегија за пластика, ова е најзастапен отпад на европските плажи и сочинуваат половина од вкупниот пластичен отпад. Ова говори дека скоро целото ѓубре по плажите, во морињата, но и кај нас е пластика. Иако од денешен аспект изгледа илузорно, преку менување на закони и системски промени, би можело да се влијае на навиките кај луѓето и да помогнат Македонија да стане прва земја на Балканот ослободена од пластика. Промените почнуваат од поединецот.